Нашиот народ често пати знае со гордост да каже дека имаме христијанско потекло, дека сме христијански народ и така натаму, и навистина е така, меѓутоа во однос на потеклото треба да се спори, бидејќи вистината дека нашиот народ има паганско потекло. Тој има пред се словенско, хеленско потекло, но со текот на времето станал христијански народ. Тој е станал светлината на Евангелието дошла на овие простори. И во тој поглед многу е на место репликата која еден од британските премиери, Бенџамин Дизраели, кој бил премиер во времето на кралицата Викторија, реагирајќи на една така цинична, антисемитска забелешка на некој од британските парламентарци, Дизраели одговорил, рекол, да, јас сум евреин, меѓутоа, да не забораваме дека кога вашите предци биле дивјаци на непознат остров, моите предци биле свештеници во храмот на Соломон. И тоа е библискиот народ. Тоа е народ кој има навистина библиско потекло. Овдека дојде светлината на Евангелието, но тоа беше резултат на дејноста пак на еден евреин кој беше испратен од Бог. А се почнува во оваа глава што ја прочитавме, 13-та глава на книгата Дела на апостолите, и ова е пресвртниот момент во книгата Дела. Неколку пати кажавме дека спомнувавме неколку пресвртни моменти, меѓутоа ова навистина е оној дел од книгата каде што можеме да кажеме дека започнува втората половина или вториот дел. Бидејќи во првиот се менуваат многу нешта. Од тука па до крајот на книгата Дела на апостолите, например, се променува географијата. Ако во првите 12 глави настаните се случуваа во Ерусалим, Јудеја, Самарија, главно на Блискиот Исток, сега настаните ќе се преселат на европско тло, така да кажем, азиско и европско тло. Ако во првиот дел, како народ кој беше во фокусот на вниманието, беа евреите, претежно евреите, првата црква се формира во Ерусалим, потоа гледаме како службата се расшири меѓу оние самарјани полуевреи, сега фокусот на вниманието се неевреите. И тие ќе доминираат во вториот дел од книгата. И она што исто така е најкарактеристично е тоа што се менува главната личност. Главната улога во првите 12 глави ја имаше Петар, а сега главната улога ќе има Павле. И навистина Петар, целото служење, целото внимание се вртеше околу него. Првата црква што се оснива во Ерусалим на Педесетница беше резултат на проповедта на Петар, потоа имаше уште една проповед, па се додадоа нови христијани, така брасеше бројот на верните во Ерусалим. Потоа кога се расшири Евангелието на Јудеја и Самарија, Петар беше оној кој требаше да се увери во сето тоа, да така некој со својот авторитет да потврди дека и самарјаните навистина поверувале во Христос. Потоа гледаме во 9-10 глава како тој во некаква мисија оди низ јудејските цркви да ги охрабрува, тоа е во Јопија, Кесарија и така натаму, и неговата проповед или она што каже во домот на стотникот Корнелиј доведе до покаянието на првото нееврејско семејство. И претходната глава, 12-та глава, повторно за последен пат можеби главна улога ја игра Петар, се врти околу неговото затворање во затворот, чудното избавување, и така некако завршува таа 12-та глава. И од овдека сега, од 13-та глава па натаму, главната личност ќе биде Павле. Ја видиме како сето тоа ствари
се случува. Како почнува сето тоа? Сето тоа почнува од Антиохија. Видовме во 11 глава како основана таа црква. Антиохија, кажавме нешто за градот Антиохија, дека тој представува свет во мало, еден космополитски град, каде што се испреплетени многу култури, народи, јазици, религии. И ова може да го видиме во самиот почеток овдека, каде што Лука не запознава со главните служители во таа црква, представени се како пророци и учители, и нивните имиња и потеклото е интересно. Може да видиме дека навистина тој град и црквата во Антиохија е место каде што се преплетуваат и професии, и народи, и култури. Например, во тој список двајца ни се познати, Варнава и Савле, почнува списокот со Варнава, завршува со Савле. А меѓу нив се дадени уште тројца други, Симеон, наречен Нигер или Симеон Црнецот. Значи бил црнец, тој Симеон, бил африканец од Киринеја. Тоест, овдека не се кажеме, меѓу традицијата вели дека тој Симон уствари е киринеец од Симон кој го носел крстот на Исус до Голготата. И затоа, например, има филмови кои се прават за Исус и тој Симон е представен како црнец. Или на слики, на некои слики го има црнец. На некој може му звучи чудно зошто се црнец во Ерусалим носи крст на Исус, меѓу традицијата вели дека тој Симон Киринеецот кој е во црквата во Антиохија, истиот тој Симон кој го носел крстот. Другиот е Луци и тој е Киринеец. Инаку Киринеја е африканска римска провинција, навистина провинција каде што живеат африканци, но името Луци е типично римско, латинско име, тоест тој бил латинец, латин, од некаква друга култура, латинска култура. Преданието вели дека тој Луци или Луцијан е еден од оние кој го донел Евангелието во Антиохија, бил еден од основачите на црквата и служител во таа црква. Значи имаме двајца евреи, Варнава, Савле, имаме еден црнец, имаме еден латин и особено интересен пак е овој Манаин, за кого се вели дека бил воспитуван заедно со Ирод Четиривласникот или Ирод Антипа. Ирод Антипа е оној Ирод кој го среќаваме во Евангелијата. Тоа е оној кој е зел жената на својот брат, па Јован Крстител, нели, за тоа го осудува, го обвинува, затоа и тој го осудува пак Јован на смрт, му отсече на главата. Тој истиот оној пред кого Исус застанува на судот и го нарекува Исус лисицата. Тоа е еден човек кој е представен во негативна светлина во јудејското општество. Но она што е интересно овдека е дека тој Манаин бил воспитуван заедно со Ирод, бил воспитан заедно. Што значи воспитан заедно? Секако дека Ирод како дете не одел во некоја школа, па таму имал школски другар Манаин, воспитувањето се одвило во дворецот. Ирод Антипа е најмалиот син на Ирод Велики, оној лошиот Ирод Велики. И тој го наследува престолот на неговиот татко. Тоа има царско потекло и во царскиот дворец тој имал свој воспитувач, тоа е свој педагози или настојници. И во групата били Манин, што значи дека Манин е дел од дворското обкружување. Тој е дел од јудејскиот царски дворец. И тој е еден од оние кои служи како пророк или учител во црквата во Антиохија. Тој се познава со Савле, веројатно се познавал и со Лука и веројатно бил еден од многу важните извори за понатамошните пишувања кои што ги има Лука. Но на друго што е интересно, како од една иста група, од групата на Ирод, така да кажеме, лошиот Ирод, самиот Ирод станува оној лошиот во општеството, познат е по
лошиот пример додека Манаин станува Христов ученик. И гледаме како Евангелието, и тоа е некаде не повеќе од 14-15 години после распнувањето на Христос, веќе Евангелието продрало меѓу царските луѓе во Јудеја. А малку подоцна пак, не повеќе од 7-8 години до 10, тоа ќе продре и во царскиот дворец во Рим. Во обкружувањето на императорот Нерон, кога Павле ќе пишува послание до филипјаните од Рим, додека е таму заточен, тој ќе прати поздрави до верните во Филипи од царскиот дворец, од оние што припаѓаат на царското семејство. И тука гледаме како Евангелието се шири насекаде и царските ѕидови, дворците не можат да го спречат. Значи, ова е обкружувањето пророци и учители во раната црква. Што значи пророк, што значи учител? И пророците и учителите го проповедаат Словото Божјо, барем така, таа информација добиваме од древните христијански литературни избори. Пророците се они кои го проповедаат Словото, меѓутоа од вдахновение од Духот. Така им доаѓа Слово од Бог и го говорат, додека учителите говорат на основа на она што го има како учење христијанството од Христос и од апостолите оставено. И овие се служители, кои се представени овдека, Лука ни дава добар опис, гледаме една универзална во етнички смисла црква. И во тој поглед Антиохиската црква е една добра одскочна даска преку која се шири Евангелието меѓу сите народи. Не случајно Бог избира таков град и таква црква. И Антиохиската црква ќе стане мисионерскиот центар во наредните децении и центарот во Блискиот Исток во наредните векови. Заедно со Александриската и Цариградската црква, Цариградската се разбира поради присуството на императорот таму, ќе бидат трите основни цркви на Исток, кои ќе го градат и христијанското учење и ќе учествуваат во градењето на Христовата црква, Антиохиската црква. И додека овие служители, пророци, учители пишува: му служеа на Господ и постеа, Духот Свети рече, тоа е, дојде Слово од Бог кај нив. Бог ја објави својата волја. Одвојте ми ги Варнава и Савле за дело за кое ги повикав. Тие служат во црквата и Бог ја открива својата волја така што им дава збор, им дава слово. Бог ја открива својата волја преку својот збор. И денес Бог ја открива својата волја преку својот збор. Зборот кој е запишан во Светото писмо. И христијанинот го има Светото писмо, кој е сосема доволно за да го живее својот христијански живот, вршејќи ја волјата на Господ. И денешното христијанство, јас ќе кажам некои работи за денешното христијанство и овдека и малку понатамо, страда од разбирање на вистината дека Библијата е зборот на Бог кој е сосема доволен за еден христијанин да живее Божјата волја. Овдека овие луѓе, што ги гледаме, служеа и додека служеа, дојде Словото на Господ. Никаде не ни кажува дека тие, додека служеа и постеа, Павле и Варнава посебно, се прашуваа: Господе, сега што да правиме? Не, тие го праве она што го знаеа дека треба да го прават во црквата во Антиохија. Има еден слоган
на реформацијата сола скриптура или само писанието, само писмото. Еден слоган кој се појавува во еден специфичен момент кога црквата, западната црква, верувала дека Светото писмо има два недостатока. Едниот дека тоа не е доволно за да се градат доктрините и за човек да ја познава волјата на Бог и да го живее христијанскиот живот. Тоест, треба да додаваме ние. Ке добиваме, папата ке добива некакви, бидејќи тоа е Бог на земјата, инструкции ке ги кажува на црквата, или пак магистериум, тоа е она што е како тело на кардинали и така натаму. И така, ќе кажеме дека треба индулгенции, па треба некој, Марија зачнала безгрешно и така натаму. Принципот сола скриптура значи дека, да, реформаторите признаваат дека Библијата не опфаќа се што постои во светот, се за Бог, се за човекот. И самиот Јован, кога го пише Евангелието од 21 глава, вели дека и многу други работи кажал и направил Христос. Но она што е запишено за да човек разбере да биде спасен, да разбере за спасението, како човек може да биде спасен и да го живее понатаму христијанскиот живот. И во тој поглед само писанието е доволно за да човек разбере за спасението и да го живее животот, да ја живее Божјата волја во својот живот. И вториот недостаток кој Средновековната црква го истакнува во Библијата е дека таа не е јасна. Тоест, обичниот човек не може да ја разбира. Затоа е потребно тоа тело кое ќе ги разјаснува, ќе ја разјаснува Библијата, ќе ја толкува како единствен авторитет кој се постава дури над Библијата, зашто тој авторитет е над Библијата и кажува што е Библијата, бидејќи е нејасна. Да, реформаторите не одрекуваат дека во Библијата има нејасни работи и не одрекуваат потребата од теолози, учители, пастори, кои објаснуваат на мирјаните за Библијата. Меѓутоа, принципот сола скриптура вели дека само Библијата не само што е доволна, туку е јасна за секој човек да ја разбере волјата на Бог за спасението и за животот во вера. Да ја разбере Божјата волја. И тој принцип е универзален и тој принцип важи за нас денес. И ние немаме потреба денес да се прашуваме, да се чудиме, а која е Божјата волја за мене денес, сутре, после 5, после 10 години, што треба утре да направам или задутре да направам. Не, овде ка гледаме еден принцип. Павле и Варнава беа во црквата во Антиохија и беа посветени на службата таму, на таа што им беше таму дадена, работеа таму. Нивната гриша беше додека се во Антиохија да извршуваат службата како служители, ја знаеа Божјата волја тогаш и таму, и додека го правеа тоа, Бог им даде насока. И рече, ајде сега, ќе ги одвоите тие двајца за служба што јас сум ми дал. И тоа на што се очекува од нас, да изучуваме Библијата, бидејќи така ние разбираме волјата на Бог. И додека со молитва во духот, дека тој го оживува тоа слово, нас се молиме и изучуваме, го живееме сето тоа, верно посветено, тој во точниот момент ќе ни покаже која врата и отвара за понатаму. Кога сме верни во она што го знаеме како волја, тој не насочува и понатаму. И не упатува. И така, додека тие служеа, постеа и им рече, нели, духот, да ги одвојат, се помолија, положија раце на нив и ги пуштија. И така, испратени од Светиот Дух, слегоа во Селевки. И се овдека пак, како да има мала конфузија, прво пишува дека тие ги пратија, нели, тие ги пуштија таму да одат,
старешините од црквата ги пуштија Павле и Варнава, а пак во следниот тук стих пишува дека Светиот Дух ги испрати. И сега, дали црквата ги пушти да служат или Светиот Дух ги испрати? И сега да го разбереме тоа, важен е, многу важно оно што е во оригиналниот текст. Например, зборот пуштија е зборот Аполуо или Аполо. И тук од тука доаѓа оној зборот, нели, за ракетите што ги праќат американците на месечината и Вселената. Зборот Аполо значи да ослободиш нешто, да отпуштиш нешто. Например, некој оди на работа, вработен и ти го отпушташ од работа или го ослободуваш од работа. Тоа е значењето на зборот Аполо. Отпуштење или ослободување. Тоест, кога им рече Светиот Дух, одвоите ги, зашто има за нив служба, црквата ги ослободи од службата во Антиохија. Ги отпушти, им даде отказ од работа. Не е тоа вистинското значење, бидејќи пишува дека положија раце на нив. И се полагањето на рацете во Новозаветната црква не значи дека тие во тој момент добиваат некој авторитет да прават нешто, зашто гледаме дека Светиот Дух ги повика. Тој авторитет си дојде од Светиот Дух. Светиот Дух ги назначи, Светиот Дух ги одвои. Ракополагањето има смисла на поистоветување, на поистоветување или смисла на подкрепа. Духот ги одвои, а црквата со ракоположувањето покажа дека тие се поистоветуваат со таа служба, тие стојат за таа служба, тие подкрепуваат таа служба. И на тој начин стануваат дел од таа служба. Не можеме сите да бидеме во една иста служба. Некои се мисионери, одат, но другите можат да станат дел од таа служба со тоа што ја подкрепуваат службата, ја поддржуваат. Дали тоа е со молитва или друг начин, тие така се дел од црквата. И навистина Антиохија како црква остана до крај зад делото кој го вршеше Павле. Павле тргнуваше од Антиохија и пак се вракеше во Антиохија. И потоа кога ќе тргнеше на второто патување, тој пак тргна од Антиохија. Зашто црквата беше зад него. Има различни служби, не можат сите да бидат овдека на напред славители, но и славителите имаат потреба од поддршка. И ние стануваме дел од таа служба, стоиме зад службата, ја поддржуваме службата, ја охрабруваме со нашите молитви и на некој друг начин кога можеме да им помогнеме. Зашто секој има потреба од поддршка. И сите ние треба да бидеме дел од секоја служба, можеби не директно, но со тоа што ќе ја поддржуваме службата. Со молитва, со охрабрување и на секој друг начин кој Бог ни го дал како привилегија да бидеме дел од тие служби. И така овдека црквата застанува зад Павле и Варнава. Ги охрабрува. Бог ги одвои, ги оддели, а тие застанаа за тоа, ги охрабрија со тоа што ракоположија раце. И пишува во следниот стих дека Духот ги испрати. Црквата кога разбра која е Божјата волја, рече: вие сте слободни, одете, и Духот ги испрати. Ги испрати Духот, со други зборови, тоа што го прават е Божјата волја. Бог е со нив. Ако Павле и Варнава решија туку така сами да кажат, ако решија да одат пред старешина, да кажат: сега ние решивме да одиме на друго место да служиме, како нивна иницијатива, може би црквата каже: добро сте решили, меѓутоа Бог дали стои за сето тоа. Тоа е важното, тоа е клучното. Таа служба беше очигледно Божја црква. И Божјот авторитет, Божјата волја е важна заради сигурноста на службата.
можеа Павле и Варнава со сета смелост да отидат во Кипар и понатаму во Азија, во Македонија, на европско тло, бидејќи Бог стоеше за тоа. И никој не може да го сруши тоа служење. Без Бог, без волјата на Бог во една служба, таа служба е ништожна. Нема никаква вредност. Во 12 глава минатиот пат видовме што ли не направи Ирод, Агрипа, за да го оневозможи службата на Петар и на црквата во Ерусалим. Го затвори, стражари му стави од лево и десно, по синџири, заклучи врати, железни врати. Ама Бог прати еден слуга и вратите сами се отвараа. Железни врати сами се отворија. Поминуваше меѓу стражарите и никој не го виде, никој не го разбра. Кога Бог не праќа, кога Бог стои зад службата што ја вршиме, ќе паѓаат окови и железни врати ќе се отвараат, зашто тоа е службата на Бог. И со таа увереност и Варнава и Павле го напуштаат црквата и одат во Кипар. Тоест, прво во Селевкија, тоа е пристанишен град на Средоземното море, и оттамо тргнуваат кон Кипар. И се овдека, пак интересна работа, никаде не пишу дека Светиот Дух им рече да одат во Кипар. Избраа, решија да одат во Кипар. Бог им рече дека има мисија за нив. Павле знаеше многу добро која е неговата мисија, дека тоа одделен да биде апостол на незнабожците, на неевреите, и тргнаа кон нееврејските земји, кон народите, да ги евангелизираат народите. И изборот Кипар е сосема логичен во тој поглед, зашто на тој пат, во тоа време гледаме Павле и сите други користат морски патишта. Новозаветната цивилизација е средноземноморска цивилизација. Старозаветната цивилизација е речна цивилизација. Таа користи реки како транспортно средство, како мрежа, транспортна мрежа. Новозаветната цивилизација користи морски патишта, средноземноморски. Средоземието е територијата каде што се одвива трговијата и патувањата, и бродовите се основното транспортно средство. Реформацијата веќе живе од друга цивилизација, која е океанска цивилизација. И тука гледаме како океанот станува поле за транспорт. И во таа средноземноморска цивилизација, која ќе се тргне од западниот блискоисточен брег, првата станица каде што ќе се стигне е Кипар. Кипар е на патот. И Кипар е првата, всушност, европска територија во тоа време. И тие, кога тргнуваат така на запад, стигнуваат во Кипар или во првиот пристаништен град, кој се вика Саламин. Тоа е на источниот брег на островот Кипар. И тука пишува дека влегуваат прво во синагогите. Тоа е традицијата на апостол Павле. Секаде каде што ќе отиде во некој град, прво да влезе во синагогата и таму да го проповеда Словото. И овде ни се додава уште една информација дека и Јован, наречен Марко, е со нив. Во Колосјаните Павле дава објаснува дека тој Јован или Марко е во роднински врски со Варнава. Значи Варнава, Павле и Јован. Тие роднински врски не се најјасни, во нашите преводи пишу дека бил внук, може веројатно поради разликите во возраста, меѓутоа зборот може да значи роден, може да значи братучет. Не знаеме точно во какви односи биле, но Варнава решава да го земе сигурно и пише дека бил помошник, и овој збор помошник повеќе значи дека тој им помагал во оние телесни материјални потреби. Храна, готвење, перење, но не мора да значи само тоа, може да значи помошник и во службата, тоа во проповедањето, не знаеме точно. И така тие тројца прво доаѓаат во Саламин,
го проповедат Словото, и така од град на град се придвижуваат до западниот брег на Кипар, каде што се наоѓа и римската престолнина, т.е. римскиот административен центар, градот Пафос. Тамо е сместена римската администрација и Пафос во тоа време бил нешто како главен град, додека Саламин е најважниот трговски град, Пафос е политичкиот центар. И таму го гледаме и овој Сергиј Павле, кој што е римски проконзул или римски управник. Така се вика. Наместник. Лука, кој е секогаш така детален во описите, дава податоци многу, кажува за тој човек Сергиј Павле дека бил умен човек. И овдека зборот умен или сонетос значи мудар, значи интелигентен, значи образован, или тој е човек кој така е длабок во размислувањето, сака да размислува, да филозофира, да се впушта во длабоки теми од животот на човекот. Интелигентен човек. Тоа е идејата. Се интересирал од учења и ги знаел учењата. Нешто како филозоф, како мудар човек. И тој човек мудар си има свој маг или свој магиосник кој се вика Варисус и е јудеец или евреј. Сега, кога слуша Сергиј Павле дека во градот има 20 луѓе кои говорат за духовни теми, праќа луѓе да ги доведат и тој исто така да слушне што зборуват тие луѓе, љубопитен е. Се заинтересирал за тоа учење кое го проповедаат. И тој Варисус почнува да се спротивставува на апостолите, на Петар, на Павле и на Варнава и го одвраќа намесникот од тоа учење. И тоа е еден принцип кој ќе го видиме понатаму постојано. Кога Бог ќе отвори едни врати и срце или срце на луѓе, веднаш доаѓа опозицијата да се спротивстави. Не. И во овој случај таа опозиција е еден евреј. Евреј кој се вика Варисус. Варисус значи бар Ишуа или уствари значи син на Христос или син на Спасителот. Тоа е буквалното значење на зборот овдека. И тука гледаме многу такви символични имени и символични дејства. Библиските раскази се полни со такви символични имени и дејства. Тој е неговото оригинално еврејско име. Син на Спасителот, на Исус, а тој пак самиот таму си додал свој прекар или уметничко име, со кој така сака да биде попознат, како пиар некаков, си ставил име Елима, кој стари значи мудрец. Тоа е значењето на зборот, или мудар Елима. А пак Лука го представува како магесник или мак. Тоа е значењето на зборот мак. Мак се оние луѓе во древноста кои велат дека имаат специјални способности да влегуваат во комуникација со духовните суштества. Во древноста луѓето верувале дека просторот околу нас, тоа не мистичкиот свет, просторот околу нас, воздухот и внатре во нештата, во дрвата, во реките, во водата, е пополнет тој простор со духовни суштества. Така верувале луѓето во тоа. Денес ние веруваме и се плашиме, веруваме дека околу нас целиот простор е полн со вируси и бактерии. И се плашиме од нив. И користиме средства, начини, како да не влеземе во контакт со нив. Во древноста пак верувале дека не се плашили од вируси и од бактерии, но се плашили од други организми пак, кои биле духовни, тоа е со духови. И верувале дека тие духови, кои се насекаде околу нас, кај да допреме, да дишиме, се лоши, барат постојано да бидат умилостивувани,
А луѓето кои се занимавале со тие духовни суштества се маговите, зашто тие знаеле тајни магии, како да ги одоброволуват за тие духови да не носат смрт, болести и други несреќи. И биле многу ценети. Интересно е пак во случајот дека овдека и на други места огледаме и евреи се занимавале со тоа. Имало и евреи магови кои ја вршиле таа улога. Например, во 19 глава, синовите на Кева или Скева, како се вика, и они се представени како магови во Ефес, кога Павле ќе отиде таму. И така, сега, кој е проблемот овдека со Елима или Варисус? Тоа е, така да кажеме, личниот мак на римскиот управник во Кипар. Зборот што овдека го користи Лука за Сергиј и Павле е антипас, кој значи испратен амбасадор, представник, управник од сенатот, од римскиот сенат. Имало испратен луѓе и од императорот, но уште поголема титулата што имаат оние кои се пратени од сенатот. Значи дека е многу висока титула таа, политички висока личност, со големо влијание, а сигурно и богат човек. Сите тие магови во тоа време имале добар профитабилен бизнис и сега кога доаѓаат Павле и Варнава, неговата позиција е загрозена. Го слуша Евангелието, дека се е бесплатно, по благодата спасението, Христос е спасител од сите тие стравови, дека тој под неговите нозе ги покорил сите тие духови, демони, и загрозен Варисус почнува да го убедува Сергиј и Павле дека се тоа е лага и се спротивставува на Павле и на Варнава. Тој е евреј и затоа со сигурност бил запознаен со Стариот Завет и сигурно овдека имало спорови. Тој вадел од Стариот Завет, ама така не е тоа вистина. Во секој случај е на духовна војна. Павле и Варнава го проповедаат Евангелието, а непријателот, противникот се спротивставува. И тоа е нашиот живот, една постојана духовна борба. Секојдневна духовна војна, која не завршува. Многу пати се мислиме така со христијанскиот стаж, како што растеме духовно, јакнеме, така е слабе. Не, Мартин Лутер вели, колку што повеќе зајакнуваме духовно, толку пострашна и потешка ќе биде војната. Бидејќи подобро во длабочина ќе ги разбираме работите и ќе навлегуваме во подлабоки духовни работи и борбата ќе станува потешка. И во таа духовна борба меѓу светлината и темнината, и овдека е пак имаме на голема символика. Интересно, точно во тој момент за прв пат во книгата Дела на апостолите е употребен зборот Павле. До тој момент секогаш Лука го употребуваше зборот Савле. И сега за прв пат во 9 стих Лука вели, но Савле, наречен Павле, и од овој момент натаму веќе никош нема се употреби зборот Савле, туку сегаш зборот Павле. Тоа е преспратницата во кој Савле наречен Павле. Во тој некаков прв духовен судар представен во книгата Дела на апостолите. И што овдека е интересното, карактеристичното? Каков се јавува Павле овдека, за прв пат наречен. Се појавува во вистинската, покажува што е вистинската суштина на еден мак. Тој не е мак. Маговите претендираат дека се пророци. Не, јасновици. Зборот пророк на еврејски значи нави или наби. Зборот нави значи човек што може да види јасно, она што другите не го гледат. Јасно во духовниот свет. Јасно го гледа Бог и неговата воля. Може да проникне во суштината на работите. И сега кога имаме судир на еден кој претендира дека е таков, ги гледа јасно работите, Варисус и Павле. Павле одека се покажува како вистинскиот пророк. Зошто? Зашто тој јасно кажува што е внатре
која е духовната суштина на тој мак. И каква е неговата духовна суштина? Ти си полн внатре, ти си полн со секакво лукавство и слоба. И ти во твојата суштина си син на ѓаволот. Непријател си на секоја праведност и ги искривуваш правите Господови патишта. Ета, Павле е вистинскиот пророк кој може да види во срцето на тој човек и да го изнесе на виделина. И продолжува, пак многу символички, дејството на Павле, кога изнесува пресуда. И ти, и сега раката Господова е врз тебе и објавува Божјата волја. И тоа како се објавува Божјата? Која е Божјата волја? Тој човек кој лажал дека им открива вистини, дека гледа јасно и ги води луѓето, тој самиот ќе доживее физичка темнина. И тој самиот ќе почне да бара, да го води некој, ќе бара водач. Пишува, бараше водач. И се гледа всушност и видливо што има во неговата внатрешност. Темнина. Наеднаш тој е обкружен, пишува, над него падна мрак и темнина. И бараше водач. Тоа е суштината на тој човек. Тоа е суштината на лажните водачи. Тоа е суштината на оние кои се исполнети внатре со темнина. Тие ги водат другите во темнина. Тие не се водачи. Напротив, тие се слепи кои другите ги водат, другите слепи ги водат во темнината, во уште подлабока темнина. И очигледно е дека овој Сергиј Павле ги разбрал сите тие работи, зашто пишува во 12 стих, откако виде што се случи на местникот, поверува восхитен од учењето Господово. Тој виде што се случува, тој разбра иронијата на тие настани. Бил мудар човек, бил интелигентен човек, ја сватил пораката преку тоа дејство. Но од што тоа е восхитен и зошто поверува? Откако го чу Господовото учење. Тој така се восхите и поверува. Поверува восхитен од учењето Господово. Кога чу за Христос, за жртвата на Христос, за воскресението, за благодата, за спасението од гревот, за вечниот живот, сето тоа по благодат од Христос. И тоа е навистина, тоа е мудар човек, која ќе го чуе Евангелието, да ја види таа длабочина внатре. Се разбра Светиот Дух овдека клучен, главен. И затоа имаме еден безумен евреин кој се прави дека е многу голем во духовните работи и еден многу образован човек меѓу другото, кој ги кани Павле и Варнава да слушне и кога ќе го чуе тоа, во понизност го прифаќа. Иако тоа учење во очите на еден елин или римјанин е глупост. Ја гледа, ја сознава длабочината на учењето. И овдека пак малку ќе ја разочарам македонската гордост христијанска. Ние велиме првата европејка, првиот човек во Европа кој го примил Евангелието е Лидија Македонката. Не, Кипар е европска територија. Првиот во Европа кој го прифати Евангелието е Сергиј Павле. Тој поверува. Тој е првиот европеец кој поверува во Христос. И така светлината на Евангелието доаѓа на европско тло. И овдека би сакал неколку, и од тука натаму се шири, тоа е првиот човек што поверувал, надвор од Блискиот Исток. И сега, неколку принципи би сакал на крај да кажам. Интересно ми е колку време поминало и тук со тоа започнува всушност мисијата на Павле. Она зашто е избран. Она зашто Бог го одреди. А знаете ли колку време поминало од моментот кога Христос му се откри на патот кон Дамаск? Поминале најмалку 10
до 14 години. Не знаеме точно колко. 10, най-малко 10 години Савле или Павле се подготвува за тази служба. Не знам, кога Христос му откри, ясно, пред Дамаск, дека той ќе биде апостол на незнабожците. 10 години поминали. Дали не се прашувал Павле, добро, кога ќе станам јас апостол на незнабожците? Господи, 10 години помина. Знаете што? Павле прво помина во Дамаск малко време, па во Арабија тој сам отвели во некоја пустина. Потоа пак во Дамаск, па во Ерусалим. Потоа 7 години се враќа во Тарс, во неговиот роден град. Таму седи 7 години. Потоа во Антиохија поминува во црквата како служител обичен. Заедно се врнава 2 години. Најмалку 2 години. Ама тоа е време за подготовка. И си мислам овде дека ако за Савле беа потребни или за Павле 10, 12, 13 години да се подготвува, тогаш не ли е потребно за сите нас таква подготовка? Зошто кажувам ова? Зашто пак се навратам на современото христијанство или современиот човек кој е научен се да се случува инстант. Ние имаме, велат, нели, тоа е веќе излитана фраза, фастфуд општество, во кој се на брзина се подготвува. И на брзина луѓето стануваат многу духовни. Има христијански кругови кои веруваат дека денес можеш да поверуваш, утре да се случи некво крштева, некво таква специјално искуство со духот и задорте веќе ти можеш и да пророкуваш, и чуда да се случуваат, и да проповедаш, и да си нели супер духовен. Едни брзи скокови во рамките на неколку дена. Не, духовниот растеж, стабилниот духовен растеж е бавен и тежок процес. И бара време. Бара трпение. Плод на Светиот Дух е трпението, долготрпението. Си бара време. И многу штети се прават во црквата Христова, поради тоа инстант христијанство кој ние денес, или инстант духовност. Не, си бара подготовки. Ние треба верно да служиме, да го изучуваме Словото и Светиот Дух ќе го уживува тоа и нашата верност кон малото, кој постепено станува се поголемо, ќе биде наградувано со плод. Сега, се разбира, тоа не значи дека во таа подготовка не се можни различни служби. Например, јас канам помлади да проповедат, но тоа не значи дека они стануваат проповедници. Не, тоа е дел од обуката, дел од подготовката, дел од оспособувањето. Ако некој застане еднаш да проповеда, не дека тој станал веќе проповедник и назначен за, нели, не, треба да расте, треба да се гради. Треба време за духовното изградување. И Савле, уште кога поверувал, веднаш читаме во Дамаск и потоа во Ерусалим, во синагогата им проповедаше на елинистичките евреи за Христос. Тој се станувал наавонат, бидејќи во синагогата секој полнолетен маж може да застане и да отвори од свитоците и да направи мидраш, поучување на тој текст. Но ти не биле равини. Имало равини, кои биле оние што поучуваат. Идејата ми е овде дека навистина е потребно време. Духовниот растеж, духовното созревање, успособувањето за служба бара време. Не мора да се 12 години велиме за Павле, не знаеме, но си бара време. Не стануваат тие работи преку ноќ. Не се случуваат. Другото нешто го гледаме во поглед на Евангелието. И ќе се вратиме на Сергиј и Павле. Човек, собствен статус, моќ, образование, мудрост. И сепак тој човек беше во темнината. И кога дојдоа Павле и Варнава, пишува дека тие му го проповедаа Господовото учење. И тој поверува, тој образован човек, кој знаел многу, кој читал многу, кој бил склон на мудрувања, тој поверува од Евангелието. Павле и Варнава не отидоа таму со
идеята, ама той е филозоф, образован, ай сега ние ки почнеме да збориме за Платон, па за Аристотел и така да го убедиме во вистината. Не. Тие знаят дека тој човек, колку и да е образован, нема му треба Евангелието да се спаси. Зашто само Евангелието е силата Божја за спасение. И колку да е образован човек, колку да е паметен, ако не го познава Евангелието, е исто толку загубен, колку што е загубен и најпростиот човек. Евангелието е сила Божја за спасение. И во парламентот, иако таму не се најмудрите, може би таму се најнемудрите луѓе во општеството, но и во шутка, и таму каде што се најнеобразуваните. Тоа е подеднаква сила Божја за спасение на сите. И затоа ние треба да го проповедаме Евангелието на секој, независно тоа каков е неговиот општествен статус, зашто само тоа спасува. И третата работа што сакам овде да ја кажам, Павле и Варнава беа во Пафос, отида на Кипар, зашто Бог ги испрати. Бог им кажа да одат таму. Зашто Бог е тој кој што ги бара изгубените, праќајќи ги своите луѓе. Има еден еврејски теолог, британец, Клауди Монтефиоре, од крајот на 19 и првата половина на 20 век, познат професор во Англија, припаѓа на еврејската либерална школа, но кој решил така да длабоко да го истражува христијанството и да види што на најспецифичното, кој не може да се најде ни во Талмуд, ни кај равините, не може да се најде кај пророците, што на основна специфика некаква во Стариот Завет. Не е благодата, зашто благодата има во Стариот Завет, зашто по вера, по благодат, нели Бог го оправда Авраам. Знаете ли кој што тој го извлекува така како најголема специфика? Она слика за пастирот кој оди во пустињата да ја бара изгубената овца. Во Стариот Завет, вели Клауди, Бог ги прифаќа оние изгубените што доаѓаат кај него. Тој ги прифаќа, тој никого не враќа. Но ние гледаме во Новиот Завет Бог како оди да ги бара изгубените, изгубената овца. Во Стариот Завет тој вели, дојдете сите кај мене, дојдете сите на Сион, сите народи. А во Новиот Завет вели, отидете и барајте ги, изгубените меѓу сите народи. Бог е оној кој што оди, преземе иницијативата, праќајќи ги своите, додат меѓу изгубените, да ги барат и да им го проповедаат Евангелието. И тоа е оно што го гледаме овдека. Дојде Светиот Дух, рече, извоите ги и ги испрати. Ги испрати меѓу изгубените. Бидејќи Бог ги бара. Преку нив Бог ги бараше изгубените. Дојдоа кај тој Сергиј и Павле и беше спасен. И тоа е нашата служба за Бог. Тој не испраќа во овој свет каде што се изгубените, да го проповедаме Евангелието, зашто само тоа е силата Божја за спасение. И нека свети, да бидеме чувствителни кога ја изучуваме Библијата, кога читаме, кога се молиме, да го слушаме и тој глас преку Словото, кој многу јасно, кој доволно и јасно ни кажува која е неговата волја. И тоа да го живееме во нашиот живот на вера. Амин.